Господине Петрушевски, вие како пратеник во собранието на Република Македонија од редовите на ВМРО-ДПМН, сте еден од тие препознатливи пратеници кои што ги водат тие деноноќни битки во собранието против изгласување на, како ги нарекувате вие, штетни закони за Република Македонија. Пред некој ден исто така останавте цела ноќ за оној закон со кој што на Мак Петрол треба да бидат исплатени 33 милиони евра за предпријатието Гама. Кој е вашиот генерален став? Зошто го правите тоа? Најпрвин проблемот е начинот на кој што се обидува владачкото мнозинство, би рекол на еден шверцерски начин, и пред се она што нив ме битно надвор од очите на јавноста да се донесе тој закон за решавање на спор помеѓу владата на Република Македонија и Мак Петрол. И тука имаме во суштина неколку проблеми. Најпрвиот процедурално формален правен аспект, има постигнато спогодба помеѓу владата на Република Македонија и АД Мак Петрол за решавање на тој спор, и слободно може премиерот Заев како предводник на владата да го потпише од една страна таа спогодба и нормално Мак Петрол од друга страна. Меѓутоа, свесен дека најверојатно во позадина сумата која што планира да му биде исплатена од државни народни пари на Мак Петрол е преголема, и можеби во позадина на сето тоа има и некакви можеби нелегални позадина, нелегални моменти. Сака истиот да си направи алиби и да си го легализира тоа што смета дека е незаконско, и да го злоупотреби владачкото мнозинство за да му изгласа еден закон кој што е преседан во историјата на Република Македонија, и тоа од Аснон па до денеса, можеби преседани во светски размери, да се носи закон во собрание за решавање на судски спор помеѓу приватен правен субјект и државата, и сето тоа се обидува позади параванот, односно надвор од очите на јавноста да го излегализираат. Ние оштро се спротивставивме и како пратеници, како пратеничка група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, и тоа што работевме целодневно, цело ноќ, не уште еден показател дека тука нешто мириса на лошо. Проба владачкото мнозинство на сила, со ароганција, со мобинг врз пратениците, беше исклучено грењето после 12 часот, се со цел да не спречат да говориме и да истиот момент што го сметаме за спорен не излезе од собранието и да не дојде до ушите на јавноста. Пропратно на овој закон има и мислење на државниот правобранител, кој што е надлежен да ги штити имотните интереси на Република Македонија. Истиот си има изјаснато дека таа спогодба е штетна по имотните интереси на Република Македонија. Истата не треба да биде подпишана, што е уште еден доказ или уште еден аргумент во насока дека нешто не е во ред со таа спогодба, и затоа како пратеничка група остро се спротивставивме и покажавме дека сите тие моменти кои што се обидува владачкото мнозинство да ги користи за да не спречи во некоја наша намера, нема да им поминуваат, и за секој нареден закон кој што сметаме дека на штета на интересите на Република Македонија, на штета на граѓаните на Република Македонија, ќе го имаат истиот одговор од наша страна. Сепак, овдека се работи во конкретниот случај за 33 милиони евра народни пари, пари од буџетот на Република Македонија, кои што треба да завршат во еден приватен субјект, во време кога сме во пандемија, во време кога условите во болниците ни се на едно многу лошо ниво, во време кога доцнат мобилните ковид болници, во време кога доцни вакцинацијата од сезонски грип, нешто што требаше да биде веќе завршено и нешто што во околните земји е веќе завршено, во време кога сите околни земји почнуваат со вакцинација против COVID-19, ние абер немаме ниту да дојдеме до вакцини и не знаеме ни која ќе дојдат, и милион други проблеми кои што ги имаат граѓаните во Република Македонија, кои што се поприоритетни во даден момент, тие народни пари, тие средства да завршат онаму каде што е најпотребно, а не во субјект кој што се свесни дека е и tekako моќен како правен субјект. Во овој контекст вие обвинивте дека деловникот на неколку пати е прекршен. Исто така тука им уште едно подпрашање околу оние закони популарно наречени со европско знаменце, кои што последниве 3 години власта упорно
форсира голем дел од законите, бидејќи не може да обезбеди поддршка од двотретинско мнозинство во собранието. Голем дел од законите ги пушта со европско знаменце, меѓутоа во последниот извештај од Европската комисија беше нотирано дека тие закони со европско во дел од нив има некаква злоупотреба. Кој е вашиот став? Конкретно деловникот го прекршува во континуитет и со овој закон за решавање на спорот кој што претходно го зборев, затоа што воопшто овој закон не требало да дојде во собранска процедура и требало претседателот на собранието да го отфрли како ненадлежен субјект, односно собранието не е судски орган, си имаме судови кои што се органи кои што ја практицираат судската власт и кои што решаваат спорови. Собранието воопшто нема надлежност да решава судски спорови и ваков предлог закон апсолутно требало да биде отфрлен. Второ што е симптоматично, како што наведовте, тоа е што најголем број на закони доаѓаат во скратена постапка. Владата брзајки да си спроведе она што е на незината агенда, а не е од суштински интерес за граѓаните, за да го зацкрие тој момент од очите на јавноста, законите ги предлага по скратена постапка, со што ја оневозможува опозицијата за квалитетна анализа, меѓутоа и квалитетна дебата и изнесување на своите аргументи по однос на тие закони, и тоа е нешто за кое што сме критикувани од Европската комисија во извештаите. Меѓутоа, она што е уште полошо, уште пострашно, тоа е злоупотребата на европското знаменце. Еве само последната седница на собранието има неколку закони кои што се со европско знаменце, а не се во согласност со деловникот, кој што вели дека доколку еден закон се предлага со европско знаменце, истиот треба да биде усогласен со европското законодавство и за истото треба да биде наведено за кое законодавство се работи и која директива се усогласува со тој закон. Воопшто тоа не е испочитувано, само за да се скрати рокот, за да може да се изгласа законот што побрзо и да не иде на матичните работни тела по комисиите, туку исклучиво на Комисијата за европски прашања се предлагаат таквите закони. И тоа го гледаме не само како злоупотреба на европската интеграција која што Република Македонија е битна, туку единствено и исклучиво за потребите на владата, која што владачкото мнозинство си го смета за своја гласачка машинерија, бара начин како да ја замолкне опозицијата и ги буквално злоупотребува овие можности кои што ги дава деловникот, а се во насока на евроинтегративните процеси на Република Македонија или се во насока на некаква скратена постапка која што подразбира закон кој што нема голема или суштинска измена. Ние во редовна постапка добиваме многу мал број на закони кои што најчесто не се од некакво суштинско значење. Пред 10 дена во собранието беше изгласан буџетот за наредната фискална 2021 година. Вие имавте низа забелешки кои што владеачкото мнозинство не ви ги прифати. Се разбираме, буџетот е рекорден по сумата, рекорден по задолжување. Може ли држава да го издржи тоа? Мора да кажам дека многу тешко. И треба да се земат некои факти најпрвен кои што се бројки кои што се екзактни, не може да бидат негирани од било кого, вклучително и од владеачкото мнозинство. Самиот буџет е рекорден во апсолутна бројка. Што значи тоа? Тоа значи дека оваа влада наредната година ќе потроши најмногу пари од било која влада што трошила во претходни години. И тоа е факт кој што мора да се знае и мора граѓаните да го знаат, особено што додека СДСМ беше опозиција, критикуваше буџети кои што се помали од овој буџет и ги нарекуваше мегаломански. Втор факт кој што е апсолутно непобитен, тоа е дека овој буџет има голем дефицит. Она што се обидува да го финансираат е со огромно задолжување, и не само оваа година, и претходната година, и оваа година буџетот се одржува исклучиво со задолжување од странство, и СДСМ само овие 2 години ги задолжи граѓаните на Република Македонија за преку 2 милиарди евра. Значи, не зборуваме за пари кои што се незначени, зборуваме за пари кои што ниту една влада досега во историјата на Република Македонија ги нема позајмено задолжено од странските банки, а тоа е износ од 2 милиарди евра, и тоа ако го земеме од една страна, од друга страна да видиме каде тие пари се трошат, нема да можеме да најдеме еквивалент. Затоа што доцниме во секој капитален проект, државата има
најниска реализација на капитални инвестиции, моментално се под 50%. Заштитен знак на СДСМ стана да не реализира капитални инвестиции, тоа е во изминатите 3-4 години, нешто што може да се забележи низ извештаите статистички. Помошта која што добиваат граѓаните е во недоволна бројка, затоа што тие проектираат одредени бројки со прв, втор, трет сет на мерки за помош на граѓаните и бизнис секторот од пандемијата од COVID-19, меѓутоа, кога ќе се види реализацијата на тие мерки, доаѓаме до фрапантни бројки од 30-50% реализација на ковид мерки, кои што пари во половична сума завршуваат кај граѓаните и кај бизнис секторот, а на друга половина не знаеме каде завршуваат, посебно што нема инвестиции во здравство, нема мобилни болници, нема вакцини и се она што е неопходно и за што се задолжуваат како образложение, како оправдание, на крајот изостанува. Потоа имаме неспорен факт дека овој буџет во својата структура е исклучиво неразвоен буџет и буџет кој што оди во најголем процент на плати и надоместоци на администрацијата. И она што е, мора да кажам, жално е што повторно СДСМ, како и секоја година претходно, платите и надоместоците во администрацијата ставките ги зголемува. Тоа значи дека и наредната година имаме нови вработувања во јавната администрација и она нивно ветување дека ќе се намалува јавната администрација паѓа во вода, затоа што буџетот вели дека ќе има нови вработувања и не беше негирано тоа од никој од СДСМ, туку напротив беше фалено дека морало да има нови вработувања, администрацијата барала нови вработувања, тука одредени моменти од оние луѓе кои што седеа дома не земаа плата, исто така беа ставени на аргументацијата зашто се зголемува ова буџетска ставка. Сепак далеку сме од она 20% намалување на администрацијата, туку напротив секоја година истата се зголемува. Исто така ставките за стоки и услуги или во превод за граѓаните оние ставки кои што идат на тендери, кои што завршуваат во бизнис партнерите на оваа влада и на семејството на власт, исто така се зголемени, но од друга страна имаме намалување на ставки кои што се продуктивни, на капитални инвестиции, на нови водоводи, нови патишта, на она што им е неопходно на граѓаните, тука нема зголемување и за жал ќе бидеме сведоци на еден буквално ист буџет и иста состојба во државата како што беше впрочем и во изминатите години со СДСМ, тоа е дека нема да има нови проекти, нема да има реализација на капитални инвестиции и всушност едно прашање кое што и јас и уште некои пратеници во континуитет им го поставуваме и на представниците на владата и на владачкото мнозинство е да ни кажат само еден проект кој што СДСМ го има осмислено, идејно решение најдено, проектна документација изготвено, тендерирано, изградено, реализирано, платено, како комплетен проект капитален на СДСМ, само еден проект, тие не можат да наведат, затоа што најголем дел од оние проекти кои што ги има започнато во ВМРО-ДПМН, тие ги привршуваат и тоа во многу поспоро темпо и тотална безидејност од аспект на тоа каде ќе вода државата и во правец на капиталните инвестиции, меѓутоа и во правец на образованието, на здравството, на сите сегменти од општественото живење. Оставивме, односно владата остави преку 40.000 семејства без соодветна опрема за да следат настава. Значи 40.000 деца ќе ги гледаме по Facebook, на документарни видеа по социјалните мрежи како молат, бараат лаптоп, а СДСМ и ДУИ и владата преку нивниот представник не ги прифатија амандманите на ВМРО-ДПМН кои што одеа во тој правец. Имавме преку 497 амандмани кои што ги тангираат тачно суштинските потреби на граѓаните за да бидат обезбедени пари од овој буџет, да одат во правилна насока, да помогнеме на граѓаните полесно, поефикасно да надминат оваа криза и полесно и поефикасно Македонија да почне да се развива, меѓутоа сето тоа беше одбиено, единствено администрацијата, бизнис партнерите и коалициските договори на СДСМ беа испочитувани во тој буџет кој што, повторуваме, тотално неразвоен и ништо ново нема да донесе во Република Македонија од она што веќе го имаме видено. Кога сме веќе кај буџетот и онаа актуелна криза која што е во глобални рамки, ковид кризата,
Буџетот за наредната година предвидени се за имунизација на населението 9 милиони евра. Тие 9 милиони евра, некаде околу 5,5-6 милиони евра се за вакцини за корона. Со тоа они се предвидуваат да набават преку ковакс системот 833.000 дози, што се доволно за вакцинирање на 415.000 граѓани. Нели сметате дека таа буџетска ставка требаше да биде поголема, доволна за да се имунизира целото население, ако земе во предвид дека ова е најголема економска криза, дури и поголема од онаа во 2008 година, кога се задолживме ние преку 2 милиарди и кога решението ти е да државата да потроши 22-3 милиони евра за да го имунизира целото население, они одвојуваат само 6 милиони евра, што се доволно за 400.000 жители. Така, доцни ми во тој момент, затоа што воопшто никој не знае, надлежен во државата, во кој правец треба да идеме. Побаравме ние образложување дали се предвидени вакцинација, имунизација на целото население од аспект на COVID-19, дополнителни средства, стоиме на располагање како опозиција и да изгласаме доколку тоа се јави за потреба, меѓутоа она стандардна реплика на министерот Венко Филипче дека се е во ред и се е под контрола, не се грижете, провејуваше цело време низ собраниската расправа и во комисија по амандманите и во пленарната сала. Меѓутоа, не гледам тука правец, стратегија, план пред се од државата што ќе правиме. Ние сме сведоци дека сите околни земји, наши соседи, Србија, Бугарија, Грција, почнаа со вакцинација од COVID-19. Ние воопшто немаме план, ни како ќе ги набавиме. Според мене, многу беше срамно да се гледа како Венко Филипче отиде во Бугарија и на владата на седница на владата на Република Бугарија молеше да ни достават вакцини за COVID-19 и одговорот беше дека ќе видиме ако ни останат, ако има простор, ќе ви дадеме вакцини, што за една сериозна држава како што претендент за членство во Европска унија, членка на НАТО, е според мене жално, несериозно и да не употребам збор срамно да гледаш една таква слика. Другите држави покрај тоа што се обидуваат преку ковид системот да дојдат до вакцини, не го исклучи моментот на директно преговарање со производителите и успеа преку директно преговарање да си набават вакцини, нешто што кај нас нашата влада не го прави. Ние слушаме тук-таму некаква изјава дека се преговара, меѓутоа немаме суштинска изјава дали е преговарано со некој производител, дали е прифатена нашата понуда, дали ние сме прифатиле некоја нивна понуда, затоа што и тоа може да се прочита по медиумите дека сме имале некои понуди кои што не сме се оддазвале дури да одговориме позитивно, негативно, небитно. План кога ќе почне да се вакцинира, затоа што сериозна е ситуацијата. Ако ние останеме на она што е преку ковакс системот, да почнеме имунизација во третиот квартал 2021, ние ќе имаме 6 месеци каде што ќе имаме неимунизирано население и ако се задржи просекот, не дај Боже, на 20 на жртви дневно, зборуваме за бројка од 2-3 луѓе кои што ќе починат од COVID-19 и ќе бидат под директна одговорност на неспособноста, неажурноста и неработењето на оваа влада да обезбеди она што е основна должност, да го заштити здравето на населението, да обезбеди вакцини и имунизација на населението за да немаме жртви. Значи, ова можеби звучи сурово, меѓутоа е факт и реалност дека државата е должна да го заштити населението и секоја жртва која што после моментот од јануари, да речеме први, натаку ќе се случи од COVID-19, жртвата својата одговорност треба да ја бара од министерот Венко Филипче и од оваа влада, односно од нивната неспособност. Кога сме веќе кај вакцините од Бугарија доби вакцини пред неколку дена, они започнаа да се имунизираат, меѓутоа нема ни трага ни глас од вакциниве што министерот Филипче ги договори да бидат донесени кај нас. Вие, ако не се лажам, имате за некој ден пратенички прашања во собранието, дали ќе ги поставите сите овие прашања до Филипче и до премиерот Заев? Апсолутно ќе ги поставиме овие прашања затоа што не само ние, граѓаните, кога и да сретнеме, генерално ги поставуваат истите прашања. Никој не знае во оваа држава дали ќе ни даде Бугарија вакцини,
и кога ќе ни даде вакцини и колку ќе ни даде вакцини, затоа што и нивниот одговор разбрелив, не разбрелив, небитно е, ќе видиме да го имунизираме прво нашето население, па понатаму што ќе правиме со околните држави, во случајов Македонија. Бараме и од Грција, не знаеме дали ќе добиеме, се зборува дека се преговара нешто со некои други производители, немаме јасни информации и затоа суштинска важност е ова прашање за граѓаните и нормално ќе биде изнесено, ќе биде прашано на 30 декември кога ќе имаме седница за пратенички прашања и ќе искористиме оваа можност меѓу другото и за многу други прашања, меѓутоа ова прашање ќе биде едно од посуштинските на таа седница. За крај, господине Петрушевски, вие сте председател на Општинскиот комитет Куманово на ВМРО-ДПМН, најголемиот општински комитет. Нареднава година за неколку месеци, 8-9 месеци, не очекуваат повторно локални избори. Се подготвувате ли активно? Да, во подполна парија, ние пред 2 недели ми беше и продолжен мандатот како председател на Општински комитет, затоа што ми измина првиот мандат, сега добив верификација на мојата работа и во втор мандат како председател на Општинскиот комитет Куманово. Куманово голем општински комитет, голема општина, најголема во Република Македонија. Она што како план и стратегија ќе го работиме наредниот период е фокус на локалните избори, нормално паралелно и фокус на рушењето на оваа влада, како крајна цел се надеваме дека со локалните избори ќе имаме и предвремени парламентарни избори, нешто што е очигледно насушна потреба на граѓаните за промена на оваа веќе успиена и безидејна власт. Направивме одредени и сме во фаза на структурни промени во Општинскиот комитет, освежување со нови кадри, репозиционирање на некои кадри и онака фаќање на правецот да Куманово, иако можеби од некакви причини, можеби склоп на околности или така натаму, немало можност ВМРО-ДПМН да управува со таа општина. Искрено се надеваме дека локалните избори во 2021 година ќе ни дадат можност да за прв пат зачекориме низ вратите во општината, пред се од аспект на нашите идеи, нашите визии, она што ние како ВМРО-ДПМН имаме да го понудиме за Куманово, нешто што ќе биде сосем различно од она што се до сега се случувало во Куманово, затоа што за жал ние сме единствена општина во Република Македонија која што на локално ниво нема доживеано промена на власт. Овие 30 години независност или во континуитет СДСМ таму управува и менаџира со општината и една општина која што на времето била економски гигант, општина која што била можеби пример за другите општини, авангарда во одредени процеси, се уназади и стана едно место кое што се руинира буквално во секој аспект, и комунално, и инфраструктурно, и пред се економски, и граѓаните за жал се повеќе се иселуваат од Куманово и својата живеечка бараат во другите развиени западноевропски држави и она што се приметува низ градот е некоја апатичност која што владее помеѓу кумановци и некаква безидејност, безнадежност дека нешто може да се промени на подобро со оваа власт. Затоа ќе излеземе цврсто со квалитетни кадри, со квалитетен кандидат за градоначалник, со добра советничка листа, но пред се со една квалитетна, суштински сработена програма која што на Куманово, на кумановци ќе им понуди една нова визија за Куманово, ќе им понуди еден нов начин на работа својствен за ВМРО-ДПМН, а тоа е 24/7 и Куманово ќе го вратиме на оние стари патики кои што го паметат барем нашите постари сограѓани. Господине Петрушевски, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам и на вас за можноста да го направиме овој разговор.